Денес, на денот на планетата Земја, во зоолошката градина во Битола се одржа промотивниот настан. Секој ден е среќен ден, на кој се одбележа се она што се изработи во текот на изминатата година од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот регион. Денес на настанот присуствуваше и председателот Иванов, кој е покровител на манифестацијата. И најважно од се е да ја сензитираме јавноста, независно институционална или бизнис секторот, за да се вклучи активно во оваа приказна и да помогне да ја реконструираме зоолошката градина, да ги исполниме стандардите на ЕАЗа и истата да ја направиме пријатно место за сите нас. Денеска ќе биде промовирана техничката документација низ 20 билборди кои што се поставени на оние локации каде што ќе бидат новите живеалишта. Тоа е представено ни слика она што сакаме да го кажеме денеска јавно, и она што сакаме да биде нов изглед на битолската зоолошка. Се презентираше и техничката документација која изработи Центарот, а 20 билборди кои ги презентираа волонтерите на Биосфера го прикажуваа новиот лик на живеалиштата. Премногу сме задоволни од посетата, може би бројот го надмина и бројот кој што ние го очекувавме. Мило ми е што сите луѓе убаво си поминаја и одлично се забавуваја. Граѓаните се интересираја, се распрашуваја за нашиот проект. Мислам дека нашите волонтери добро си ја завршија работата и дека сите посетители добија информации за проектот за реконструкција. Сите сакаат што побрзо да се реализира овој проект, па ние ќе дадеме се од себе овој проект да успее во предвидениот рок или барем да не закасниме многу. Оваа година ќе се насочат кон завршувањето на живеалиштето на Нилскиот конј, а преку прекуграничната соработка со Албанија и ИПА фондовите за прекугранична соработка со Грција ќе бараат средства за целосна реконструкција. Наредна активност би било реализација и имплементација од банер во реалност, сликата онака како што е представена на овие банери да се пренеси и буквално во зоолошката градина. Во текот на оваа година нашата идеја, нашата желба, нашиот напор ќе биде да се затвори финансиската конструкција и да се изгради живеалиштето за Нилскиот конј. Зоолошката во Битола беше преполна со посетители, а најмногу од нив деца. Се интересира, ги гледа животните, прашува, црта. Имаше и организирани посети. Медицинското училиште, заедно со дел од екотимот од училиштето го поддржува проектот за реновирање на зоолошката градина и се надеваме дека градот Битола конечно ќе добие зоолошка градина каква што заслужува. Денес сите има можност да ја слушнат и химната на зоолошката, место за нас, која ја испеа Ламбрес од детскиот хор Звончиња. Координаторите на проектот ветуваат вакви активности и во иднина со цел да заживее зоолошката градина во Битола.